Саботно издание на регионалните вести. Зголемена е бројката на малолетници сторители на кривични дела, велат од Центарот за социјални работи Тетово. Насилните деца се резултат на насилни родители, тврдат психолозите. Советуваат на подобрување на односот на семејствата кон децата. Насилниот начин на однесување на децата најчесто ги има меѓу врсниците кои физички се пресметуваат и го нарушуваат јавниот ред и мир. 70% од ваквите насилни деца според Центарот за социјални работи Тетово живеат во семејствата кои врз нив употребувале некаков вид насилство. Психологот Оливера Цветковска вели дека е потребно да се промени односот на родителите кон децата. Темелите на секое дете, на секоја личност на детето се темели со основа на семејните односи меѓу таткото, мајката и поширокото семејство. Во ова време на транзиција, која трае многу долго, сите се многу понервозни од порано што биле, така да таа нервоза се пренесува на детето уште од самото негово раѓање. Па дури има и некои истражувања покажуваат дека додека е уште во мајчината утроба, детето ги чувствува нервозите на мајката. Значи се уште неродено, тоа е нервозно. Се тоа понатаму се следи со нови нервози, нови расправи во домовите и така се пренесува после во училиштата. Треба многу да се работи за намалување на ова насилство меѓу младите. Нетрпение, нетолерантност. Дали децата меѓу себе ќе се разбираат, многу зависи од наставниците, меѓутоа наставниците сами не можат ништо. Овој проблем на насилство не може да го реши професор или нека бидат и 10 и 20 професори. Мора да се направи еден акцијски план кај што ќе се вклучат училиштата, Центарот за социјална работа, локалната самоуправа, поголемите бизнисмени, да кажам. Какви примери ќе вас доаѓаат и дали тие примери, односно со насилство кои го извршуваат децата, се на некој начин зависни од тоа што во самото семејство има лај под наводници, да кажеме, насилни родители? Па, кај нас се е поголема бројката на деца извршители на кривични дела насилство и тоа е насилство претежно со врсници, меѓу врсници, значи на иста возраст се. Тоа се претежно деца од 14 до 18 годишна возраст. Домашните секако дека тврдат дека кај нив е се во ред, дека нема насилство, меѓутоа самите контакти во 70% од семејствата родителите насилно се однесуваат и меѓу себе и меѓу децата и према децата со тоа што не зборуваме за физичко насилство. Туку зборуваме за психичко насилство. Децата дома немаат право на збор, таткото е тој што ќе каже мора да биде. Во поновиве случаи, сега и помалите деца, мајката е таа што мора да се случи тоа што таа бара од нив, без да се прашаат децата дали се служуваат со тоа, дали им одговара таква некоја активност. Значи, мора разговор. Мора решавање на било какви конфликти и најмали, не сакам вакво лепче, сакам такво, не може на дете да му се каже јади тоа што сум купил или што сум купила и завршена работа, туку да му се објасни, ако се зема, например, црно лепче со семки. Мама го зеде ова затоа што тоа содржи витамини, затоа што е тоа поздраво, затоа што и утре ќе пораснеш во здрава личност, физички јака. Така, значи, објаснување за секој конфликт, за секој неразбирање. А не само да се одбие, да се каже, ајде ти ништо не знаеш, или кој си ти, или која си ти, мене да ми кажуваш. Значи, тие работи потекнуваат од самото семејство, од самото раѓање па натаму. А меѓутоа мора да бидат спремни тие конфликти да си ги решаваат утре на улица и кои ќе бидат возрастни. Значи, секогаш да тежнеат кон тоа да еден конфликт се реши на мирен начин, а не со покажување на насилство. А тие деца, кога дома собираат негативна енергија, кога од дома излегуваат нерасположени, разочарани, изнервирани, тие некаде таа енергија мора да ја изфрлат. И кај првиот што ќе ги погледне наопаку, како тие што ме гледаше наопаку, па ја малку го удрив, па тој ми врати, тие само чекаат некоја искра и огнот да се распламти.
Таа истакна дека е потребни се поголеми промени во образованието, кој исто така има големо влијание врз градење на личноста. Препорачувам да ги вклучат и самите деца во правење на тој план за разрешување на конфликти на мирен начин. Самите деца во училиштата да дадат модели како треба да се однесуваат, каков ред треба да има во училницата, каков ред треба да има по ходниците, како да се однесуваат во дворот. И кога тие деца сите заеднички ќе направат план, тие ќе се придржуваат кон тој план. Многу е полесно така, отколку да им се донесе готов изготвен план од страна на професорите, на класниот раководител, да каже, вие од утре мора така, така и така да се однесувате. Не, децата треба сами преку разговор да кажат, јас мислам вака дека треба, другото ќе каже, јас мислам поинаку. Кога тие ќе направат еден план, ќе се придржуваат кон тој план. Ова само како помош, како идеја за училиштата, како да се намали насилството во училиштата. Последните истражувања на Светската здравствена организација покажуваат дека секое второ дете во Македонија трпи некаков вид насилство од самото семејство. Брзото возење повторно причина за сообраќајна несреќа во Гостиварско. Гостиварец утрово бил повреден откако со автомобилот излетал од патот и се превртел. 37 годишен гостиварец утрово бил повреден во сообраќајна несреќа која се случила на магистралниот пат Гостивар-Кичево. Како што информираше секторот за внатрешни работи, утрово околу 8 часот автомобил Opel Astra со гостиварска регистрација, што го управувал 37 годишниот НД од Гостивар, загубил контрола, излетал од коловозот, удрил во банкина и се превртел на покрив. Од ударот и излетувањето, возачот, кој бил сам во возилото, се здобил со повреди. Лицето со медицинско возило било пренесено во болницата во Гостивар, каде му била пружена лекарска помош, пошто било пуштено дома. По овластување на јавен обвинител, увид на местото извршила полициска екипа. Првично, причина за несреќата е неприлагодена брзина, односно брзото возење. ВМРО ДПМНЕ идната недела ќе формира една пратеничка група, бидејќи сегашните 10 не ги исполнуваат условите, според собранискиот деловник, потврди опозицијската партија. Поради заминувањето на пратениците Амди Бајрам, Чедомир Саздовски и Јусуф Хасани со парламентарното мнозинство и исклучувањата на осумнината пратеници од коалицијата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, како и заминувањето на пратеникот на Гром Панчо Минов, 10 пратенички групи на ВМРО ДПМНЕ сега немаат по минимум 5 пратеници, кои се потребни да се формира една пратеничка група, па сега има 39 пратеници. Откако гласаше за уставните измени, пратеничката која доби црвен картон од матичната партија ВМРО ДПМНЕ неофицијално ќе биде предводник на нова пратеничка група. Како што се наведува, исклучените пратеници го известиле собранискиот претседател дека ќе настапуваат сами како независни пратеници и ќе формираат нова пратеничка група. И додека владата уште ги крои уставните амандмани, станува се поизвестно дека уште од понеделник може да почне процедурата. Детектирањето на тигрести од комарец во општините Богданци, Дојран и Гевгелија предизвика вознемиреност кај населението поради опасноста од болестите што може да ги пренесе, но место за паника нема, вели епидемиологот доктор Сашо Олумчев од подрачната единица на Центарот за јавно здравје во Гевгелија. Овој комарец веќе покажува знаци на прилагодување кон постудени клими, што може да резултира со пренесување болест во нови области, особено во северната полутопка, што го прави атрактивен од јавно-здравствен интерес. Поради тоа се воведува системи за надзор од Европскиот центар за контрола на болестите, во кој сме активно вклучени и ние како земја партиципиент, вели Олумчев. СВР Битола до надлежното обвинителство поднесе кривична пријава против 46 годишниот ЛЈ поради основи на сомнение за сторено кривично дело примање подкуп. 8 октомври навамо, во неколку наврати, ЛЈ од лице од Демирхисар побарал подкуп во замена да отфрли пријава која претходно ја изготвил во својство на командир на шумската полиција. На почетокот побарал 40.000 денари, но потоа ја намалил сумата на 30.000. Со тоа што 20.000 денари требало да бидат уплатени пред
судењето закажано за 26 октомври, а 10.000 денари по судењето, односно по отфрлањето на пријавата. На 19 октомври лицето од кое што бил побаран подкупот го пријави случајот во СВР Битола и веднаш се преземени соодветни мерки и активности. Ноќеска стрелките на часовникот ќе ги поместиме назад и ќе спиеме 1 час повеќе. Оваа пракса можеби ќе ја применуваме за последен пат, откако Европската комисија предложи стрелките повеќе да не се поместуваат 2 пати годишно. Со услов да не го нарушат функционирањето на пазарот, земјите членки имаат рок до април 2019 да одлучат дали трајно ќе изберат зимско или летно сметање на времето. Македонија ќе се одлучи за тоа време кое ќе го изберат земјите на Европската унија. Наредната година ќе дознаеме кое. Часовниците ноќеска ќе треба од 3 да ги вратите на 2 часот, односно да ги вратите назад 1 час. Младите гостиварци преку стихови и музика испраќаат пораки за соживот и заедништво и ја негуваат мултикултурата. Синоќа се одржа октомвриското издание на поетското читање Проекции под исто небо. Клубот на млади поети во Гостивар вчера вечер по 5-ти пат организираше поетско читање под мотото Проекции под исто небо. Младите гостиварци со стихови и музика ја негуваат мултикултурата и соживотот. Иницијативата наидува на позитивни реакции, а клубот се проширува со нови членови. Организираме 5-тиот поред настав на Клубот на млади поети, а воедно покажуваме дека традицијата трае и продолжуваме да ја градиме. Интересот се повеќе се зголемува кај младите во Гостивар. Бројот на членови во Клубот на млади почнува да се зголемува, но исто така сакаме да кажеме дека упатуваме еден повик до сите млади на град Гостивар да ни се вклучат, затоа што поезијата никогаш не стане поезија. На синоќешниот настан настапија десетина млади творци кои своите стихови ги читаа на македонски, албански и на турски јазик. Освен поетскиот дел, програмата секогаш предвидува и представување на млади музичари со нивни изведби. Исти монструми ме следат, додека бавите спомени ми гледат. Јас и ти, брате мој, заедно плачевме, зар не? Зошто дозволи да погазиш се? Зарем не беше доволно мојата рака, а пак мојата душа секогаш ќе те сака. Тажни среќни страници, сложувања и караници. Испишане правила без следен и ред, за некој животот е лош, за некој млеко и мед, за некој трчање по трње бос, секогаш пракање некој пат кос. Маликувана бајка, тој замислен свет, животот поминува во полн дет. Насмевки се мамат, солзи паѓаат и се срамат. Некогаш мека рака, перото го допира. Лице и шарено со брчки на столот се подпира. Размачкан ракопис од неколку солзи, а сепак перото по страниците ползи. Поетските читања Проекции под исто небо се организираат еднаш месечно, а новоотворениот центар за млади во Гостивар од сега ќе биде местото каде што ќе се одржуваат. Градежниот бренд Адора Инженеринг и оваа година учествува на сајмот на недвижнини Реаликспо 2018. Се представува со оригинален бутик, штанд во стилот на зеленото домување во Diamond Garden и подарок комплетно опремена кујна со секој купен дом во објектот Flat Iron. Градежниот бренд Адора Инженеринг, предводник во високата градба во Македонија, и оваа година учествува на сајмот за недвижности Реаликспо 2018 во спортско-рекреативниот центар Борис Трајковски во Скопје. На истиот учествува со оригинален бутик штанд во стилот на зеленото домување во Diamond Garden, најголемата градина за внатрешно домување во Европа, со 5,5 тони зеленило од природно потекло и подарок комплетно опремена кујна со целосно архитектонско решение за внатрешното уредување со секој купен дом во објектот Flat Iron. Со нашиот концепт на бутик штанд, со нашите два
signature објекти кои што се веќе реализирани, тоа се Адора Flat Iron Скопје и Адора Diamond Garden. Имаме саемска промоција, комплетно опремена кујна за секој купувач на дом во Адора Flat Iron Скопје. На овој саем ја представуваме и нашата Адора Diamond Garden, за која што добивме светска награда од Светската маркетинг организација за воведување на бутик real estate од концептот на домување и која што официјално представува најголемата внатрешна градина во Европа. Градежниот бренд пред посетителите на саемот се представува со дел од екстерните и интерните аспекти во своите најнови објекти Адора Flat Iron и Диамантската градина во Скопје, кои ставија силен урбан печат на современото Скопје во периодот меѓу две саемски манифестации. Компанијата која на купувачите секогаш им нуди повеќе од дом со секој купен стан во Flat Iron по повод саемот подарува комплетно опремена модерна кујна со бренд апарати од бела техника и целосно 3D решение за внатрешното уредување на новиот дом. Во Адора Инженеринг, што 16 години е предводник во високата градба, а минатата година се рангира на 23-тото место по успешност во Македонија, се оптимисти дека ќе се подобри економската клима за поуспешен бизнис. Денес имавме сончево време со мала, а во западните делови со умерена облачност. Дуваше умерен повремено засилен ветер од јужен правец. Минималната температура се движеше од -2 до 5, а максималната достигна од 20 до 26 степени Целзиусови. Под влијание на јужно струење, утре ќе имаме топло време со умерен повремено засилен југоисточен ветер. Температурата на воздухот ќе биде над просекот за овој период од годината, ќе изнесува од -1 до 7 минималната, а максималните од 19 до 24 степени Целзиусови. Вестите ги завршуваме овде, имајте убав остаток од викендот. Пријатно!